вечер. Јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 60-70 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. После 3 месеци пауза, еве не повтор на фреквенцијата на телевизија Алфа. За почеток, одредена анализа на тоа што се случуваше изминатите 3 месеци и врз база на таа анализа да направиме одредена проекција што може да не очекува во наредниот временски период како политичка разврска на актуелната политичка криза во Република Македонија. На почеток, почитувани гледачи, еден огромен респект за тоа што го направивте на 30 септември. На 30 септември македонскиот народ, оваа генерација на македонски граѓани го положи тестот на историјата. Не само што го положи тестот на историјата за нашата историска генерација, туку со полно право оваа историска генерација ќе може да им погледа во очи на сите претходни наши генерации. Дури ќе си дозволам, почитувани гледачи, да кажам дека тоа што се случи на 30 септември има многу поголема тежина од тоа што се случи на 8 септември 1991 година. На 30 септември ние всушност ја спасивме Република Македонија, да сме живи и здрави и да се дружиме уште 100 години. Премногу се да само Иван Роги потенцират. Ја мислам дека треба македонскиот народ да му одадеме признание и да му речеме да, ти македонски народе, кај што ја и јас сме представници или дел на тој народ, си голем народ и во клучни историски моменти знаеш да носиш вистински одлуки. Ние да народ на Балканот не може да се пофали со таква одлучност кон македонскиот народ во клучни историски моменти. И вите, сум горд со македонскиот народ и во ваква некој расположение ме начекувате, кај што ми е истина небитно да зборам за СДСМ и за ВМРО, бидејќи мислам дека ова е многу повеќе поголемо и од нив. Да, дури јас си дозволам да кажам дека ова што се случи на 30 септември за мене има многу поголемо значење од тоа што се случи на 8 септември 1991 година. Мислам дека ова е најдобрата изјава со која на најдобар начин се изразува респект за македонскиот народ и македонските граѓани за тоа што го направија на 30 септември. Народ е тамо политички за. А како гледаш ти да, на пример, референдум о уласку Македонije u NATO, o novom imenu Severna Makedonija nije prošao, a da su za njega agitovali i Angela Merkel i Macron i svi predsjednici. Junački makedonski narod je dokazao. Jesu li to Rusi pobedili NATO u Skopju? To je pre svega pobedio junački makedonski narod. Pokazao koliki mu je ponos, dostojanstvo, nacionalna svest. Nikad više neću osporavati makedonsku naciju, evo ovde pred svima govorim. Pa dobro, pazi, ako nisu Srbi, onda su najbliži nama Srbima. Mi Srbi na svetu nemamo etnički bližeg naroda od Makedonaca, je li tako? Ime, jedino mi ne bi imali ništa protiv da se zovu Južna Srbija kao što se zove. Pazite jednu stvar, kad bi se prihvatilo Severna Makedonija, onda to ograničava na jedan geografski proces. A mi znamo da postoji Egejska Makedonija, Vajdarska Makedonija i Pirinska Makedonija. Samo ono što se zvalo Vajdarska Makedonija i što je oslobodila srpska vojska, danas je nezavisna makedonska država, je li tako? A ostalo nije. Prema tome to pokazuje da je odnos i Srba prema Makedoncima bio najispravniji. Јас сум среќен дека овие две работи не се случија, почитувани гледачи. Овие две работи и кажа во текот на летните месеци ова година и всушност на овој начин сакав да допрам до вашата совест, до вашата храброст и до вашата одлука да си ја браните својата држава, своето семејство и името на Република Македонија. Јас сум горд дека тие мои пораки допре до македонските граѓани и дека јас со моите долоње сум мало и ситно камче во целиот тој процес кој на 30 септември вечерта славеше голема победа за зачувување на името Република Македонија. Добро вечер. Да наздравиме за душата на Република Македонија, кој од вторникот нааму веќе не постои. Ова е вода, почитувани гледачи. Јас ја не пијам алкохол. Меѓутоа гестот е символичен. Ние всушност наздравивме за душата на една држава која вторникот нааму, според договорот помеѓу Ципрас и Заев, треба да замине во историјата. Ние кои сме малку повозрасни, кои се сеќаваме на распадот на поранешна СФР Југославија, во период од 27 години сме сведоци на две нестанувања или исчезнување на двете држави во кои сме живееле последните 27 години. Тоа не е работа со која можеме да бидеме среќни. Можеме да најдеме милион оправдувања зошто тоа се прави. Меѓутоа не можеме да одговориме на прашањето кој ни е мандатот историски од нашите предци,
од нашите деца или нашите неродени внуци да правиме нешто за што не сме добиле мандат. Ниту еден од нас нема мандат да го менува името на Република Македонија. Ниту еден од нас има уште помалку мандат да ја менува историјата на нашите предци. Во вторникот беше договорен историски банкрот на Република Македонија. Ние ќе добиеме нов стечаен управник. Новиот стечаен управник кој ќе раководи со тој историски банкрот на Република Македонија ќе биде Ципрас или некој иден грчки премиер. Што стои во британските архиви? Што стои во архивите на ЦИА? Ние сме разговарале пред 7-8 години и сме нема набар дека ќе дојде до ова. Да. Меѓутоа сме разговарале некаде 2010 година по повод, мислам дека тоа беше 11 октомври, значи помина без малку 8 години. И усвари не знаејќи, ние сме отвориле неколку прашања во тој интервју. Што во британските архиви и ЦИА вели за таа Втора светска војна? За што се бореле македонците? Во моментот работам на еден проект и не знам дали ќе можам да го објавам после овој договор. Да, пише дека Проектот се вика нема да може Македонскиот национален идентитет во британската и американската дипломатска и обавештајна документација. Според овој договор, ја не знам дали прво треба да барам дозвола, дали можам да го одборам, затоа што најголемиот дел од работите за однос се однесува за Егејска Македонија, каде што присуствувале британците и за кој што нема двојба кој народ живее таму и како се нарекува. Значи нема двојба во ниту еден документ. Во ниту еден момент. Во ниту еден момент, дури и желбата да ги иселат што бараат британците, да ги иселат од таму, кажува дека тоа не може да се случи, дека тоа е автохтон народ кој што живее во Грција. Што сега малку пазите, интелектуалци. доаѓа некој тука и вика ова сега што е. Овие 80 години. Не важи. Ова значи што е суштина на современата македонска држава, не Не важи. важи. Што ова сега Ма ја прави- идеш, ма прави што нови што јас истории. и вие го гледаме, некој вака прави. Го нема, Чепреданов, го нема, значи не постои. Правиме нови Го историски кини. договори, правиме нови историски договори. Те како е лесно да се скине една историја. Многу Они лесно. тоа го направија. И со Бугарија и со Грција. Скина македонска историја. За жал. Ја не знам, ќе почнат преговорите со Бугарија и мене ме интересира како ќе се водат кога членот на бугарската, председателот на бугарската комисија ти кажува дека македонците постојат од 1944 година. Што се нус ефектите или нус појавите на неуспешниот референдум на 30 септември? После неуспехот на македонскиот референдум се адаптирани сите стратегии и сите концепти кои се правени и косовското прашање да биде решено по пат на распишен референдум во Република Србија. После неуспехот на македонскиот референдум Александар Вучич не размислил ниту подразно по пат на референдум да го решава косовското прашање. И тоа е најголемата штета за меѓународната заедница која е предизвикана со македонскиот референдум, бидејќи после неуспехот на македонскиот референдум по пат на референдум не може да биде решавано и косовското прашање. На почетокот имаше веднаш по подпишувањето на договорот дека кој е против НАТО е за Русија. Па дури и премиерот во една неумешна изјава кажа во јавноста дека тие што протестирале пред собрание биле натерани тоест платени од руски пари да протестираат и да ја нападнат полицијата, нели како што тој кажа, меѓутоа некако исчезна таа приказна, како што се повеќе се доближуваме до кампањата која што нели треба да почне, ако не се лажам, 10 септември. И во ова прашање, а и генерално во таа клима која се создава во Република Македонија, се прави огромен злостор кон македонскиот народ. Веќе му се закачува една проруска етикета. Ако македонскиот народ бил проруски, пред 2 века ќе била формирана голема Македонија. Значи нема камче во Бугарија кој е изградено, кој е направено, вклучително и бугарската историја, која не е напишана од руси. Значи целата бугарска историја, целата бугарска државност е направена од руси. Како што целата албанска историја и државност е направена од Ватикан и од Австро-Унгарија. Гледате, албанците сега не се проруски настроени, а беа главни гавази на Сталин, говорам за албанците во Тирана и во Албанија, и како велат, ако врнело дош во Москва, во Тирана се отварал чадор кој било сончево, да им се додворат на русите. Значи не се бугарите проруски настроени кои добиле све во својата историја од русите, вклучително и Сан Стефанска Бугарија или Голема Бугарија, кој излегува на 3 мориња. Значи не се грците проруски настроени, иако руската флота пловела под грчки знамења до пред 1 век
и најголемите пари во грчката економија секогаш било од русите, или најголемиот финансиер на неодемократија, тој е господинот Мамидакис, 80-те години бил дистрибутер на руските лади за Грција на целиот Балкански полуостров. Значи никој од нив не е проруски настроен, се македонците проруски настроени. Зошто? Бидејќи не сака да го сменат своето име. Тоа не е точно. Тоа што ние треба да го сватиме во моментот е дека ние сме дел кој во моментот припаѓа во американската геополитичка сфера. Наш проблем е што Македонија е она во наводници полоша американска геополитичка сфера. Но ние се соочуваме сега со една промена на светот. Ние гледаме како светот од ден на ден се менува. Од ден на ден се менува американската политика. Ја не сакам да звучам утопистички, да кажам дека тоа ќе се случи утре или ќе се случи заутре. Но светот се менува, ние соочуваме со нешто сосема ново. Во тој контекст ние треба и да ги влечиме потезите. Како што ви реков пред пола саат, на површина да се биде, земете воздух, малце гњурните под вода, ако можете со шрауба да дајте некој гол, да поентирате добро, ако не преживувајте. Бидејќи македонскиот народ во овој момент мора да преживее до некоја нова геополитичка конјунктура. Вака како што е сега, ние ќе бидеме во касапана, однесени како што вели Мендух Тачи во наводници, нели, избор на касапана или одредена кланица. Значи, греф е да се пика македонскиот народ во руски преградки. Ништо против русите. Напротив, имат принципиелен став визави македонското прашање. После средбата на Путин и Георги Иванов кажа Путин дека словенската писменост потекна од македонски земји. Значи не кажа потекна од грчки земји, иако Солун е лево на територијата на Република Грција. Не кажа дека потекна од бугарски земји, кажа дека потекна од македонски. Значи благодариме за целата принципиелност кој русите имат визави Република Македонија. Но во моментов Македонија спаѓа или влегува во геополитичка сфера на американците. Како вика Вес Мичел, ние сме прва линија, кај што треба да биде спречен рускиот геополитички империализам. Премногу сме мали да влеземе во таков конфликт. Во овој момент треба да бидеме паметни, многу повеќе паметни од храбри. Така. Бидејќи која е суштината вие да загините? Суштината да победите, а ќе победите со памет. Минатата недела во Вашингтон беше држана средбата на министрите за одбрана на Грција на Соединетите американски држави, господинот Матис и господинот Каменос. Каменос дава два клучни предлога кои ако бидат прифатени ќе ја сменат политичката и безбедносната конјунктура на Балканскиот полуостров. Според првиот предлог треба да биде формиран мини Балкански пакт во кој би била вклучена Република Македонија. Тој било еден мини НАТО Балкански пакт кој предвидува дека Македонија нема да биде во способност да го реши или да го спроведе договорот помеѓу Ципрас и помеѓу Заев, а за да не биде безбедносно дестабилизирана, треба да биде напикана во еден таков мини Балкански пакт. Таков мини Балкански пакт беше формиран 1953 или 1954 година помеѓу Република Турција, Република Грција и тогашна Титова Југославија. Значи, по примерот на тој Балкански пакт од 1953 година, министерот за одбрана Панос Каменос сега предвидува и предлага да биде формиран нов таков Балкански пакт во кој би членувана и Република Македонија и на тој начин тој нов Балкански пакт да ја гарантира безбедноста на Република Македонија. Вториот предлог е да бидат отворени 3 нови бази, 3 нови НАТО бази на територијата на Република Грција. Едната база да биде во Волос, втората база да биде во Лариса и третата база да биде во градот Александрополис, кој е на самата грчко-турска граница и од каде што почнува тој нафтовод Бургас Александрополис, а подоцна продолжува и тој централен автопат во Република Грција или таа нова Вија Игнација од Александрополис до Јонското море. На тој начин Панос Каменос сака да бидат формирани 3 нови бази и всушност Република Грција со тие 3 нови НАТО бази да може да превенира евентуална турска агресија на територијата на Република Грција. Тоа е една сосема нова политичка и безбедносна конјунктура на Балканскиот полуостров. Овој предлог на Панос Каменос кој го дава во Вашингтон при неговите средби во Стейт департментот и во Пентагон фрлаќа на сосема нова светлина на тоа што можеме да очекуваме. Едно во односите помеѓу Атина и помеѓу Скопје и второ како Грција очекува дека ќе се развијат политичките разврски во Република Македонија. Но господин Ефтов, свативме дека меѓународната заедница не беше баш толку пријатно изненадена од бојкотот на ВМРО ДПМН. Следува еден чуден период во кој гледаме дека се почесто партијата на Меркел, да речеме, даде изјава дека пратениците на ВМРО ДПМН во собрание треба да го поддржат овој договор. Дали е можно да очекуваме меѓународна изолација на ВМРО ДПМН поради ова која вие ја нарекувате националистичка реторика која тие ќе
ќе ја донесат на наредните избори. Тука е она што јавноста е прилично заинтересирана. Дали ВМРО-ДПМН е било кога повторно може да се врати во прегратките на меѓународната заедница? Господината Меркел дојде во Македонија и имаше резултат на изборите 660.000 гласови. Ајде да го анализираме тој факт. Значи, вие носите најмокната жена или најмокната политичка фигура во Европа да дојде на референдумот во Република Македонија, да агитира на референдумот во Република Македонија и на тој референдум има 606 или 666.000 гласови. Ова не е понижување за Зоран Заев. Зоран Заев е понижен на референдумот, меѓутоа ова е стравично понижување за целата меѓународна заедница, знаете. И тоа понижување таа можеби нема да може да им го прости на ВМРО-ДПМН, но многу повеќе нема да може да им го прости на Зоран Заев и на својата дипломатска структура во рамки на Република Македонија. Видите, ако вие најмокната жена во Европа ја донесете во Македонија, тоа значи дека вие неа и гарантирате дека референдумот ќе биде успешен. Бидејќи референдумот е неуспешен, тоа значи дека Ангела Меркел добила погрешни проценки, добила погрешни анализи и добила погрешно убедување од Република Македонија. Тие погрешни проценки, анализи и убедувања може да ги даде или амбасадата на Сојузна Република Германија во Македонија, или да ги даде владата на Република Македонија. Но кој да ги има дадено? Некој има излажена Ангела Меркел. И има излажено целата таа меѓународна структура која дојде во Република Македонија, го има излажено и подпредседателот на Соединетите американски држави господин Пенс. Сите тие дојдоа во Република Македонија. Тие не дојдоа во Република Македонија да бидат понижени, тие дојдоа во Република Македонија да бидат победници. Значи некој нив им гарантираше дека излезноста ќе биде 50+1, дека референдумот ќе биде успешен и тоа не се случува, господин Златар. Видите. Се што се случи на 30 септември не беше паднато небо, почитувани гледачи. Еве дел од интервјуто со лидерот на ВМРО-ДПМН, тогаш на функцијата генерален секретар на ВМРО-ДПМН, господин Христијан Мицкоски, ноември минатата година. Значи пред неполна година на Христијан Мицкоски му бе поставувани прашањата кои подоцна македонската јавност му ги поставуваше во текот на јули, август и септември месец оваа година. Значи пред 10 месеци, пред 12 месеци на Мицкоски му беа поставувани клучните прашања. И еве како на тие клучни прашања ноември минатата година одговараше Христијан Мицкоски. Делови од ова интервју беа користени во наплатена политичка пропаганда на СДСМ. Затоа вие, почитувани гледачи, заслужувате да го слушнете и целото прашање и целиот одговор на Христијан Мицкоски. Нали може како политички субјект, како партија, ВМРО-ДПМН да издржи и да води тврда кампања за непромена на името на државата. Ако ме прашувате кој е нашиот став, тој став е непроменет, односно нашиот став е дека ниедна промена на името, односно ниедно решение кое што евентуално би било дел од некаков договор кој што оваа владеачка гарнитура со нашиот јужен сосед ќе го постигне, не може да биде одобрено без да претходно биде прашан народот. Добро, господине Мицкоски. Односно на референдум. Господин Мицкоски. И тоа е нашиот став, и тој бил и ќе остане исти. Ако вашиот став е непроменет, освен референдум, тоа значи дека вие сте против промена на името? Не, ние сме против она што се вели легитимитет на народот. Односно, народот мора да го каже конечното мислење дали оваа држава треба да се вика Република Македонија или некако поинаку, која што евентуално некоја политичка гарнитура би го договорила. Народ да гласа. Вие како политичка партија, вие како генерален секретар, ќе шкртнете нешто на Фејсбук, ќе напишете, ќе направите некоја трибина, кој ќе биде ставот на Христијан Мицкоски. Треба да се смени името, не треба да се смени името. Не би можел сега да зборувам хипотетички, бидејќи во овој момент ние имаме преговори кои што ги води оваа влада под радар, бидејќи ние не знаеме што се случува. Оставете владата на страна. Она што Дали вие како Христијан Мицкоски би се согласиле со промена на името или не би се согласиле? Тоа што прави Заев, ќе се одговара Заев. Вас лично да прашам. Лично моето мислење ќе го кажам, но сакам да ја направам една анализа претходно пред да го кажам моето мислење. За таа работа која е круцијална за еден политичар, не треба голема анализа. Сте или не сте за промена на името? Апсолутно не сум за промена на уставното име на Република Македонија. И еве дел од интервјуто со вториот човек на ВМРО-ДПМН, господинот Александар Николовски. Интервјуто е снимено во февруари оваа година, кога нема абер од формирање на групацијата Бойкотирам. Значи февруари оваа година, пред некаде 7-8 месеци, на Александар Николовски категорично во интервју му е кажано: немојте да учествувате на референдум, бидејќи се учества на таков референдум ќе му дадете алиби на Зоран Заев да ги лажира резултатите на референдумот. 3 или 4 минути од тој интервју со господинот Николовски снимено февруари оваа година. Ги поддржувате ли протестите? Еве не ги организиравте. Дали ги поддржувате протестите? протестите? Однос на протестите, сметам дека
револтот на народот е оправдан, затоа што, само завршам, затоа што прво целиот процес се држи во комплетна тајност, никој нема информација Како што се немате, сте случува. разговарале И второ, 6 сати о клуб на можеме за тоа да пратеници. Како дискутирам. немате информации? И второ, кога народот си ама не, сам ми бега тоа темата. Кога Не, не ми бегам кога воопшто од народот, темата. кога народот имал информации за тоа што се преговара? Никогаш. Кога ќе опрашавме Никола Груевски кој е ставот на ВМРО за името, он викаше страна 356 на преродбата во 100 чекори. Вие бевте 12 години. Тој став е непроменет на Вие бевте ВМРО. 12 кажав години. од 2005 Вие до бевте денес е исто. 12 години пратеник од редовите на ВМРО. 10, како и да е. Од 2006 до 2016. Значи, од 4 наврати бевте пратеник. Бевте меѓународен секретар на таа партија. И ние не слушнавме став на ВМРО ДПМН околу името на државата. И сега вие ми продавате тезата, дека овие биле нетранспарентни. Па кои преговори се транспарентни? Сега ќе кажам ако не сте Ајде, слушнале. ајде. ВМРО ДПМН и кажувам ставот е исти од 2005 година до Ама едно денес. по едно ќе ми кажете за да можем да издебатирам со вас, не ВМРО политички 3 ДПМН минути да ми е кажете. против било кое решение кое што ќе значи промена на уставот, цел промена на уставното име на Република Македонија. Точно. Прво, Тоа ако значи може дека- завршам за да ги Тоа искоментирам. значи дека сте за секакви други решенија кои не се менува, значи вие ако велите ВМРО ДПМН е против промена на уставното име, тоа значи дека сте за сите други решенија кои не барат промена на уставното име. Така јас тоа го дефинирам. Тоа значи дека ние сме да се водат разговори со Грција, затоа што како држава сме презеле обврска и со меѓудржавен договор и пред Обединетите нации и да најдеме решение кое што ќе го одблокира патот на Македонија и кон НАТО и кон Европската унија и кое што ќе значи напредок на Република Македонија. Но тоа решение, ако ми дозволите ќе кажам и другите два постулати за да Ајде. го имаме целосно После ќе вид. издебатирам. Тоа значи дека нема да дозволиме решение кое што ќе значи промена на уставот со цел промена на уставното име. Нема да дозволиме решение кое што на било кој начин ќе допира во македонскиот национален идентитет, јазик, култура, националност и именување на народ и секое решение кое што би се нашло во овие разговори кои што ги водиме со Грција од 1995 година до денес, мора да оди на референдум и за него да се изјаснат граѓаните, а не за него да се изјасни влада или собрание, затоа што ова е прашање кое што надминува било која влада или било кое собрание. Ова е исти став на ВМРО ДПМН од 2005 година, кога беше формулиран тоаш како опозиција, до денес непроменет. Завршите. Можам се да поентирам. Видите, тоа е најлошиот став што може да го има една политичка партија. А тоа е дека треба на референдум да се одлучува за името на една држава. Видите, многу полесно може да биде изменета одлука на 120 луѓе или кренати раци во парламентот, а многу потешко може да биде изменета одлука на еден народ кој на референдум ќе биде надгласан. Со одење на референдум правите драматична поделба во македонското ткиво, ја носите Македонија во многу тешка позиција, правите основа за конфликт помеѓу македонци и албанци, бидејќи албанците ќе гласат за промена името, а мнозинството македонци нема да гласат за променето, и ќе бидете спотер партија кој нема да може ништо да направи на тој референдум, туку ќе има возможност и на СДСМ и на албанските партии да ве надгласат, а вие да обезбедите само цензус. Значи тоа е најлошото нешто што може било која партија да го направи за себе, за државата и за своето членство. Не знам Јас сметам колку обратно од вас и ќе ми дозволите да ви Да, објаснам. слободно. Сметам дека нема повисока демократска форма на изјаснување на волја од референдум каде што гласаат сите. Затоа што народот не е глупав и со народот не може да се манипулира без разлика за која политичка партија гласа на избори. Ако за СДСМ гласале 300, 350 или 400.000 луѓе, небитно, на различни избори, и ако решението е лошо, тие нема да гласат за тоа решение, затоа што мислам дека сериозно одредени политичари ја подценуваат интелигенцијата на народот. Така што јас мислам дека доколку има лошо решение, тоа нема да помине, и обратно, доколку има добро решение, мислам дека ќе е поддржано. Но Сериозен сте. мислам дека најдобра брана говорите? од лошо решение е народот. Сериозен сте во ова што Апсолутно, говорите. јас верувам во македонскиот народ. Значи, ВМРО, односно СДСМ и албанските партии никош не може да го обезбедат цензусот сами. Значи нема шанса. Цензусот е некаде околу 900.000 гласови. Не, тука имаме различна теза, не знам ли го разбирате. Јас не мислам дека ни ВМРО, ни СДСМ ги имаат гласовите во джеп и можат да манипулираат со нив. Значи, доколку е лошо решението, еден гласаш за СДСМ, нема да ги послуша СДСМ доколку го поддржат. Тука треба сме Ви јасни. имавте брутални локални избори.
кај што ВМРО глатко изгуби во своите бастиони, кај што СДСМ не ни предпоставуваше дека може да победи. ГЗИББ, кисела вода. Го слушавте Зорете Мелковски, кај што ви кажува 9000 луѓе ги имаме на список кои барат продолжување на Тоа својот е многу покрупно прашање и нема да може да има влијание политичките партии. Па, јас имам поголема верба во народот. Значи, господине, не се работи за верба, се работи за практичност. Гледате, 3 години една држава да е под таков притисок, таква харанга, да се случуваат бомби, да се случуваат такво девастирање на политичкиот систем, тоа да биде оправдувано од одредени структури во странство. И тие структури во странство да ви дозволат да направите демократски референдум. Жено, ама треба да бидеме наивни да очекуваме дека некој ќе дозволи во Македонија да се спроведе демократски референдум. Во моментот вие кога ќе влезете на референдум, името е сменето. Ако имате некое влијание у таа партија, пробајте да се откажете од референдумот и да не одите на референдумот, бидејќи ќе служите за спотер и за алиби да го сменат името. Постојат такви тези, но мислам дека прво ВМРО да помине своите политики не може да ги менјава на дневна основа. Второ, јас повеќе имам доверба во македонскиот народ отколку во 61 пратеник од било која политичка партија. Затоа што се слагам со вас, пратеници може да бидат изманипулирани, но народот не може да биде изманипулиран. Така што народот е тој кој што најубаво знае и е многу попаметен од било кој политичар и јас никогаш не сум го потценувал, нема да го потценам ни сега. Имам силна верба и затоа мислам дека на луѓето треба да им ја дадена шанса. И кога веќе правиме одредени реминисценции, кој што кажал и како кажал, еве дел од интервјуто со господинот Мицов. Тој некаде пред 4 месеци, кога на господинот Мицов му велам дека со нивното политичко делување, со нивното русофилење, де факто одработот или за Зоран Заев, или за политиката на Американската амбасада, која сака да биде променето името на Република Македонија. Тоа господинот Мицов ги негираше тие работи, меѓутоа пред 10 дена доаѓа до оној конфликт помеѓу Бачев и помеѓу Мицов, која меѓусебно се обвинуваат дека работат или за Американската амбасада или работат за Зоран Заев. Значи пред 4 месеци беше кажано сеона што се случи подоцна во Република Македонија. Ќе го сменат името? Не. Не ќе го сменат. Името нема да се смени. Сега сум сигурен дека ќе го сменат. Името, види Васко, името нема да го сменат, барем до самитот на НАТО во Брисел, 12-13 јули, името нема да се смени. Голема победа ќе направиме, 2 месеци ќе спречиме името да се смени. Господин Мицов, ова што и вие го говориме. Така. И не се согласуваме со промена на име. Да. Говориме доста на трага дека во ова црно време некој се спротивставувал и не сакал да се смени името. Да. Тоа е нашата улога, тоа е нашата задача. А дека они се решени да го сменат името, ќе го сменат. Знам дека се решени да го сменат, ама уште еднаш кажам, нема да го сменат независно дека е тоа. И сега само 2 примера. Заев и Шекеринск. Кога таа беше во Вашингтон. И пред тоа и Заев тука. Сите тие едва ли плачеа. Мора да ни примите во НАТО, си приметил, затоа што по јули месец состојбите во Македонија ќе бидат целосно изменети. Така беше? Така, а зашо? Што седи под задивен? Ајде помисли и толку. Господин Мицов, амбасадата од Тел Авив ја преселија во Ерусалим. Да, точно. Загина 50-60 луѓе. Да, толку. Добре, 60. Око не им трепна. Да, не им трепна. Значи не им трепна за 60 луѓе. Апсолутно. За името? Апсолутно нема да размислат. Има да го сменат, око нема да им трепни. Тие се спремни за тоа. Ако се решени, решени се, да. Има да го сменат. Проблем нема да има. Ќе имат проблем, добро, ќе гледам. Јас разбирам што сакате да кажете. Да, добро, и тоа ќе го гледам. Јули месец завршува светско првенство во фудбал, тоа сакате претпоставам да кажете. Да. И еве русите ќе додат ќе не спасат, нема да го смени името, тоа сакате претпоставам да кажете. И јас сакам да кажам дека тука не станува збор за спас, станува збор, еве гледате, дека дури пред светското првенство во Украина добива нови оружја и сега моментално овие денови. Има најави има најави. За атаци врз Донбас. Ето точно така за целосна атака. Значи тоа нешто ќе има реперкусии. И нема да има само до Украина, ќе има. Господин Глаков, да не ве разочарам. Кои црни руси ќе не пуштат низ вода, ко срби, ко црногорци. Црногорци дури народни песни имат. Ми и руси 200 милиона, ми без руси 2 камиона. И сега тие црногорци кои најголеми руси беа на Балканот, е не ги во НАТО. Значи, око нема да им трепне. И на руси, и на американци има да го сменат името
Има да го смутнете името, по прво утринско кафе што се пие. Добро, и едните и другите договорени. Вие си имате став, аз имам став, пак ја гледаме, нели? Дај Бог да бидеме живи до 2-3 месеци. Се надам дека ќе бидеме живи. Дај Бог, викам. Се надам дека ќе бидеме живи. Знаете, секој што сега кажува нешто добро за Русија, вклучително и вие. Да, добро. Имате серија на колумни. Да, имам. Вие всушност сте дел од еден систем кој индиректно му помага на амбасадорот Бејли. Бидејќи тој вели вака, Стефан Влахов Мицов дава интервју, ги фали русите, дава интервју ке Васко Евтов, дава интервју на други места и така натаму. Значи постои проруско влијание во Република Македонија. Постојат проруски симпатии. Значи русите може да влијат. Тогаш тоа го праќа до Стейт Департмент, го праќа до Вашингтон, ти велат прави што ќе правиш. Всушност, фалејќи ги русите, вие му давате алиби на амбасадорот Бејли да спроведува политика која што спроведува во Република Македонија. Не се помислили еден момент дека вие де факто може не сакајќи одработувате за амбасадорот Бејли. Така, сега ние одработуваме пред се за македонската кауса. Така што тие кои велат проруска партија и проруска, тоа е национална партија. Пошо, значи, ние сакаме одбрана на името и идентитетот државата и така. Сега со тие работи амбасадорот Бејли и другите кои го слушат, тие си тие си одат кон својот крај. Значи Мицов, врз база на ваше делување. Добро, сакам. Врз база на делување на одредени пропатриотски, проруски организации. Ама сакам сакам да го зачувате тоа, па по неколку месеци тоа кој го гледаме. Е отворено досие. Македонски екстремизам. Да, добро. Да. И врз база на тоа досие македонски екстремизам. Господинот Бејли испраќа извештај и Стейт Департмент. Добро, тој може да испраќа секој тоа. Дека се засилува руското влијание на територија на Македонија. Како беше? Праќате пари, праќате сила, да можеме да го елиминираме тоа влијание. Нека праќат што може, но ворете дека тоа ќе биде срушено и зашо тока само во последниве 2 месеци прават вежби, американската амбасада прво беше ослободување на американската амбасада со македонски полицајци, сега сами. Зашо тоа? Од кого ќе ја ослободат американска? Од кого? Постова, ако му праќале 50 милиони, постова што кажавте, 100 милиони ќе му прати Стейт Департментот. За проект Македонија чиста без Русија. Нека да му прати тоа. Тие ќе си го носат и тоа така што, но уште еднаш ќе кажам, добро е, чувајте го тоа предавање, па потоа ако сме живи ќе си го гледаме. Што ќе се случува во наредниот период? Во наредниот период, почитувани гледачи, ВМРО ДПМН, македонската опозиција и македонското опозицијско милје ќе треба по секоја цена да инсистират на брзи предвремени избори. Зошто? За да може да ја капитализира таа енергија која се ослободи на 30 септември после тој неуспешен референдум за промена на името во име Република Северна Македонија. Зоран Заев со серија на непристојни понуди, јас очекувам дека во наредните неколку дена, дали индиректно преку меѓународната заедница или самиот директно Зоран Заев ќе испрати непристојни понуди до ВМРО ДПМН и до раководството на ВМРО ДПМН. Изминатите неколку недели прваците на ВМРО ДПМН категорично кажа дека не сакат да бидат во иста влада со Зоран Заев и екипата околу Зоран Заев. Јас очекувам дека во наредните неколку дена или наредните неколку недели дека ВМРО ДПМН ќе ги отфрли сите тие непристојни понуди и дека ќе опстои на тоа свое инсистирање да има брзи предвремени избори. Зошто? Бидејќи времето не работи за ВМРО ДПМН. Дека ВМРО ДПМН час поскоро, што се вели вчера, треба да инсистира на брзи предвремени парламентарни избори за да може ова грогирана влада на Зоран Заев да прати во историјата. Јас сум политичар кој што дојде од жетта за одговорност за да се тргне срамот од 2015 година. Јас си бев многу активен и низ светот и во Македонија, бев по кампањи и чувствувам одговорност да се држам до зборот. Александар, доколку успе дозволете, веќе сме на крај, ќе поставувам неколку прашања. Доколку има цензус, мнозинството граѓани се изјаснат за. Дали ќе одите, вие не сте пратеник, меѓутоа пратениците од вашата партија, каде што сте подпредседател, ќе одат во собранието и ќе гласаат за уставните измени? Соодветствува на репликата, благодарам на прашањето. Како што гледате, главна тема во референдумот која што владата се обидува да наметне не е договорот,
и не е прекрстувањето на Македонија, туку е ВМРО ДПМН. Ако им е толку добар договорот, ако ова е најдобрата работа што можела Македонија да ја добие, што ќе им е ВМРО ДПМН? Не 900.000, сигурно 1,5 милион ќе излезат, сите ќе гласаат за и ќе се заврши работата. Ама очигледно не е така. Очигледно е ова исклучително лош договор, капитулански договор и сега се обидува владата да не изволка и нас. Ние, да завршам, во иста екипа... Волам да ми одговорите, да, Ево одговарам. прашањето. Дали ќе ги прифатите резултатите? Во иста екипа со Бранко Црвенковски, Љупчо Ѓорѓиевски, Зоран Заев, Димитров и Шеќеринска не влегуваме. По ниједна цена. Ефто, вистината е дека тој во собраниската процедура, тој изборам за премиерот, влегува некако победник. Ова, како што рековме, е дебакал. Што ќе се случува сега? Видите, сега значи ние после пораз, он излезе пред народот. Народ му рече не ти го прифаќаме името Република Северна Македонија и не го прифаќаме договорот од Преспа. Сега ќе влезе во парламент, кај што целата иднина на Република Македонија ќе се стави на плеки на 9 до 12 уценети пратеници, кои ги гледавме како гласот од ВМРО ДПМН денес, кој што гласа рано сабајле во 8 сат за никој да не може да ги сними, никој да не може да ги види. Иначе судбината на држава со едно библиско име Македонија ќе се стави на плеките на 9 до 12 уценети пратеници. Се извинувам. Име на држава не може да зависи од 9 до 12 уценети пратеници. Значи, мислам дека овде има две можности. Едната можност е предвремени избори, треба да ги видиме законските решења дали може да се прават брзи предвремени избори, и втората е широка влада. Ако се сеќавате на дуелот на Телма, некаде пред 4 дена или пред 5 дена, кај што дебатира сегашниот министар за надворешни работи и веројатно идниот министар за надворешни работи, господинот Никола Димитров и Александар Николовски. Александар Николовски имаше 2 или 3 пати категоричен став. Ние не можеме да бидеме во исто друштво или во исто влада, во која се Никола Димитров, Зоран Заев, Радмила Шекеринска, Љупчо Ѓорѓиевски, Бранко Црвенковски. То тој не рече нема ние да бидеме во иста влада со ВМРО. Кажа нема да бидеме со овие луѓе или не сакаме да бидеме со овие луѓе во иста влада. Гледате како Зоран Заев веќе станал проблем на политичката сцена. Никој не сака да коалицира со него. Може да добие само 9 до 12 уценети пратеници да гласаат и да обезбедат двотретинско мнозинство. Зоран Заев денес е камен околу таа владена коалиција, кој што беше Никола Груевски некаде пред година дена. Затоа и се случи 27 април, за да не биде направена таа широка влада помеѓу ВМРО ДПМН и помеѓу СДСМ, кај што ВМРО ДПМН би имала мандат од 2 години и после 2 години мандатот би бил во рацете на СДСМ. Значи, всушност, Николовски испред одредена политичка порака, можна е широка влада, но не со овие луѓе кои направија штетен договор со Република Грција. Да не речеме капитулација во преговорите со Република Грција. Значи, се можни две работи, широка влада, мислам без Зоран Заев. Зоран Заев веќе нема легитимитет да биде начело на таа широка влада. Ако да има на предвремени избори, ќе се почитали прженскиот модел. Тој е договорен во преговорите меѓу Мицковски и Зоран Заев. Ако се почита прженскиот модел, тогаш треба 100 дена пред тие избори Зоран Заев или да поднесе оставка на местото лидер на СДСМ или да поднесе оставка на премиерското место во владата, да се дадат одредени министри и да бидат спроведени избори по прженски модел. Тоа значи дека избори најрано на почетокот на наредната година. Опортуно е вие да имате избори на почетокот на наредната година и 3 месеци подоцна да имате претседателски избори. Тоа значи дека Зоран Заев со една штетна политика ја носи не само државата во една неизвестна политичка иднина, туку и целото спонзорство на меѓународната заедница околу овој договор, кој не беше изгласан овој референдум, паѓа во вода. Бидејќи ако се влези во таков процес на избори, кој што нема да може да се спроведат пред почетокот на наредната година, па претседателски избори, па избори во Европарламентот, па политичка криза во Грција, тоа значи дека целата ова конструкција во Преспанскиот договор нема да биде реализиран во текот на 2019 година. Зошто Зоран Заев не бара предвремени парламентарни избори ако верува дека 600.000 гласови во Република Македонија или 600.000 гласачи, без разлика дали се македонски граѓани, дали се македонци, дали се турци, дали се роми или се албанци, застанале зад неговата политика. Од една единствена причина, почитувани гледачи, бидејќи тие предвремени парламентарни избори не ги посакува ниту Али Ахмети, ниту партијата ДУИ. Бидејќи Али Ахмети едва успеа да се извлечи од таа политичка негативна конјунктура во која беше напикан изборите на 11 декември 2016 година, тоа со помош на меѓународниот фактор и на шарената револуција. Али Ахмети беше сведен на историски минимум на број на освоени гласови и на број на пратенички мандати, некаде од 40 до 60.000 албански гласови завршија на контото на СДСМ. Само со помош на тиранската платформа
Али Ахмети се излече од таа неповолна политичка конјунктура. Денес Али Ахмети не сака по ниту една цена да оди на предвремени избори, бидејќи на тие предвремени избори ќе мора да оди во една предизборна коалиција со СДСМ и со Зоран Заев. Тоа би значило политичка смрт и за Али Ахмети и за партијата ДУИ на еден среден политички рок. ДУИ е партија или општинска организација на СДСМ во Западна Македонија? Јас знам дека ДУИ без СДСМ немаше да има ни една општина во Македонија. Ни една. Ни една, ни Кичево немаше да го има. Да не беше СДСМ. СДСМ го реинкарнира ДУИ. Знаете, ја мислам дека СДСМ, не верувам дека на СДСМ и на албанците во Македонија се зборам, не им требаат моделна политичари како Али Ахмети, како Рамис Мерко, како одредени инкриминирани типови кои што се во политиката подолг период. Тревари, не сте помислили дека ова коалиција на СДСМ и ДУИ треба да го заврши тоа што не беше завршено 2001 година и по 2001 година и дека основите на оваа коалиција на СДСМ и на ДУИ, бидејќи видите, по ниедна логика тие луѓе не треба да се толку кохезивно поврзани. Ја не знам како се поврзаа толку брзо. За 3-4 месеци е проблем во една коалиција толку блискост да покажуваат едни кон други. Може би поврзувањето почнало многу порано овие 3-4 месеци кои што ве велите. Може би никогаш не било прекинато. Таа тендерска љубов на ДУИ и на ВМРО беше очигледна, но ова системска љубов на СДСМ и на ДУИ околу продолжување на тоа што 2001 година не беше завршено, како никогаш да не била прекината. Може би, ја не сакам повторно да ќе речам да влезам во конспирации, може би постоела некаква врска, меѓутоа чудно ми е како успеаат толку бргу да бидат толку блиски. Значи, не ми се верува, тие функционираат како една партија. Ете што велат. Ја мислам дека многу бргу ДУИ ќе се стопи во СДСМ. Ова е моје мислење. Што ќе прави Зоран Заев? Ќе проба со серија на непристојни предлози, па дури со предлог за формирање на широка влада, да купи време. Со таа политика купи ден продај Зоран Заев да се обиди да се спаси од големиот пораз на референдумот на 30 септември. Од таму во наредните неколку дена за очекување дали лично, дали на лидерска среда, дали на пресконференција Зоран Заев да понуди широка влада. Ако не успее да ги протни уставните измени во собранието, кај што го упати тоа да го прави меѓународната заедница, Зоран Заев ќе има само една гума за спасување, тоа е да понуди широка влада на ВМРО да помане. Само тоа е политички спас за Зоран Заев. Се друго, Зоран Заев го води во политичка бездна. Може ли да очекуваме предвремени парламентарни избори? Против, јас очекував дека во вторникот или во средата Заев ќе распиши предвремени избори. И реално сум изненаден дека Заев не распиша предвремени избори во вторникот или во средата. Мислите се плаши? Не знам дали се плаши, меѓутоа ако вие анализирате политичката кариера на Заев, он има две пресвртни точки, тоа е 2011 година и 2013 година. 2011 година тој убедливо поразен како носител на листа во 4-та изборна единица и поднесува оставка на функцијата потпредседател во СДСМ, после се премислува и се враќа. Продолжува да биде дел од тогашниот тим на Бранко Царенковски и кога беа оние избори внатрешни во СДСМ, тоа е 2013 година, во еден момент Зоран Заев се повлекува од трката за председател на СДСМ, најавува повлекување, оди Радмила Шекеринска во Струмица, го убедува и потом се враќа во трката и победува на изборите во рамки на СДСМ. Што значи дека Зоран Заев во такви критични моменти знае да покаже одредена малодушност и подоцна да ја скрие таа малодушност, прави одредени храбри чекори. Сите кои гледа референдумската вечер, а и после референдумската вечер, може да приметат одредена малодушност во погледот, во гримасите, во гестикулациите, во политичкиот речник на Зоран Заев и кога Зоран Заев ќе се почувствува дека луѓето веќе разбира дека покажува малодушност, прави одредени, ајде да речеме, храбри чекори. Оди од екстрем во екстрем. Оди од екстрем во екстрем. Јас очекував дека ќе распише предвремени избори, значи нешто се случи поради кој тој не ги распиша предвремените избори, значи некој го има него разубедено. Анализата на резултатите на референдумот од 30 септември покажува, почитувани гледачи, дека главното фалсификување е направено во скопските општини, посебно во оние скопски општини како што општина Чаир, кај што владат одредени криминални банди кои не се блиски на ДУИ, туку се блиски на СДСМ. И на изборите 2016, и на изборите 2017, и на овој референдум, тие криминални банди работеа за потребите на СДСМ. И тамо, во најголема мера, се полнеа гласачките кутии со фантомски гласови. Само парцијално во Центар Жупа, во Заес и во Кичевско имаше такви тенденции и на други места надвор од овие скопски општини. Тоа значи, почитувани гледачи, дека Али Ахмети и врвот на ДУИ
Всушност му испратија порака на Зоран Заев дека име на држава Република Македонија во ново име Република Северна Македонија треба да биде направено на регуларен начин со македонски гласови, а не со фалсификат албански гласови. И тоа е клучната придобивка на овој референдум на 30 септември. Нема поинтелигентен политичар во албанскиот кампус од вас. И вие точно знаете што е ова што јас го поставам. Значи вие точно знаете, во момент кога македонецот е толку кршлив, преговори со Грција, преговори со Бугарија и тиранска платформа, некој на сила оди да го наметне тој закон. Значи, или се нема политички сенс да биде наметнат тој закон, или свесно се оди на конфликт меѓуетнички во Република Македонија. Ја немам друго објаснување. Зарем не гледате колку македонецот е кршлив? Договор со Бугарија се прави кај што признават овие нестрикници дека до 45-та година сме имале заедничка историја. Па имаме договор со Грција од една тиранска платформа. Па ни посериозна нација од македонската, ни побројна, ни подемократска, ни посилна нема да може тој товар и притисок да ги издржи. Кога да сакате да крахира македонскиот национален кампус, ја немам друго објаснување. Вие сега зборите за контекстот. Апсолутно. Да, ама тоа е друго прашање и за тоа може да се разговара. Дали е ова тајмингот кога ова решение треба да се... време и за тајминг разговарам. А вие пробувате правнички. Па знаете, секој што правнички... Ја се обидувам содржината на законот да ја објаснувам. Што представува тоа? Забери, кој денес разговара содржината на законот? Видите, ако е наметнат амбиент, дека со тој закон нас ни се ускратува или ни се намалува или ни се одзема правото македонскиот јазик да биде службен јазик и единствен јазик во Република Македонија, бидејќи македонците нема друга држава, за разлика од албанците кои имаат веќе две други држави. Дека на македонецот му се забранува употребата на македонскиот јазик и тоа треба да им се објасни на граѓаните дека овој закон не задира во правата на македонецот апсолутно во ниедна димензија. Значи со бугарите имаме договор и формулација според уставите, јазикот според уставите на двете држави. И гледате колку тоа македонците трагично го сватија. Може би со право. Трагично го сватија. И сега се оди на дополнително обесјазичување на македонскиот јазик. Не, јазикот не представува тоа, а што се однесува до договорот со Бугарија, мислам дека е коректна формулацијата. Уставите на двете држави. Значи, не се прави дистинкција на бугарски јазик и неговото кирилско писмо и на на јазикот предвиден со уставот на Република Македонија. Во тој случај ќе беше проблем. Видите, правнички може би коректно, ако вие тоа го анализирате. Суштински тоа е апсолутно некоректно. Тоа значи дека ние сме уставна категорија. Тоа значи дека ако се формира одредено уставно мнозинство, тоа значи повеќе од 2/3 во македонскиот парламент, може би македонскиот јазик да не биде македонски јазик. А ако е нешто уставна, а не жива материја или жива категорија, тогаш може да се мена со промена на уставот на една држава. Ако така се дефинира, секој устав треба да ја следи состојбата во општеството и живата материја. Уставот не смее да биде одлепен од реалноста. Да. Ако македонскиот јазик е жива материја, која живее и опстојува, тоа уставот треба да го нормира и го има нормирано. Ако еднаш се влезе во филмот на бугарите и македонскиот јазик не е официјален јазик или природен јазик, тука е уставен јазик, што ќе рече вештачки јазик, тогаш веќе нема назад враќање. Тоа е стекнато право. Вие како албанци знаете што значи стекнато право. Да, и сите ваши протести се направени врз база на стекнати права. Створевина. Велите дека 91 година ви се скратени права, кои биле стекнати со уставот 74 година, гледате, сега на македонците им се скратат одредени права. Уставот, на пример, на Република Македонија. Јазикот е уставна категорија. Втора, дека македонскиот јазик е службен јазик во Република Македонија. Па да, македонците на цела територија и на меѓународни односи е македонскиот јазик. Што е спорно? Добро, господине Забери, што вас на пример ви користи албанскиот јазик да е службено певчево? Кај што нема ни еден албанец. Нема да биде. Ама па што не се задоволувате да биде на 20% територија кај што живее? Па не е така. Сега може да биде, па и него излага Бојер Османи, излага Али Ахмети, како вика Али Ахмети, да се превртат македонците и во Пехчево ќе се збори. Тоа го кажува на телевизија. Па тоа го кажува, цитирано беше. Ако кажува така, не го има читано законот. Значи во Пехчево. Ако не го има читано, он го договарал, видите дека не го има читано законот. Не, и јас го имам читано, и јас го знам законот точно. Дали ова власт може да ги лажира следните предвремени парламентарни избори? Да. Бидејќи знаете, од ова политичка гарнитура може да се очекува се и се што. Јас постојано повторувам дека не постои хунта која барем еднаш, ако не и неколку пати, ја нема силувана волјата на македонските граѓани. Оттаму може да се очекува дека на наредните предвидени парламентарни избори Зоран Заев, ако е начело на таа македонска влада
или ако има под контрола таа македонска влада, или ако со помош на меѓународната заедница сака да се реваншира за срамот кој го доживеа на изборите на 30 септември, ќе направи све да направи фалсификат на тие избори. Македонската опозиција и македонската опозицијска јавност не треба тоа да му го дозволат. И само од македонската опозиција и од сврстината на македонската опозицијска јавност ќе зависи дали Зоран Заев ќе се претвори во една класична политичка хунта која силува волјата на граѓаните или ќе може да спроведи мирни и редовни парламентарни предвремени избори. Тоа е едната варијанта. Втората варијанта е Зоран Заев да се обиди со помош на 8 до 12 уценети пратеници, пошто се помалку верувам да направи одредени уставни измени и во собранието на Република Македонија, да го смени името на државата и да смени историјата на Република Македонија. Се сеќавате на оној список за аболиција кој го имаше направен Иванов? Така. Знаете ли кај се тие луѓе од списокот за аболиција? Повеќе од 80% од тие луѓе се пензионери, политички, се пензионирани. Всушност тоа не бил список за аболиција, туку бил список за политичко пензионирање. Ако суштински го анализирате, останати се 20% и тие се најгласни во процесот за промена на името на Република Македонија. Кога ќе завршат операција на промена на името, и тие ќе бидат политички пензионирани. Ви гарантирам дека во рок од 2 до 3 години сите луѓе кои беа на списокот за аболирање на Ѓорѓе Иванов ќе бидат политички пензионери. Единствено партијата ДУИ и Тала Џафери инсистира прашањето на името да се решава во македонскиот парламент. Тоа Тала Џафери категорично кажа во своите интервју за телевизија Ал Сатен. Всушност, Тала Џафери Дуи знае што ќе се случи во Република Македонија. Има точна и прецизна анализа на политичките разврски во Република Македонија. Тие анализи ги знаеше и Зоран Заев, меѓутоа ја лажеше меѓународната заедница. Зошто Зоран Заев, иако ги имаше точните анализи што ќе се случи во Република Македонија, сепак се одлучи да оди на референдум за промена на името. Бидејќи ако Зоран Заев не рискираше и не распишеше референдум, неговата политичка влада и неговата политичка коалиција ќе се распадне уште во текот на летните месеци, бидејќи владата на Зоран Заев, посебно партијата СДСМ, беа торпедирани со серија на тешки политички и финансиски афери, поврзани со Кочан Ѓушев, поврзани со министерот Филипче, поврзани со Зоран Заев и кругот околу Зоран Заев, со градоначалникот на Ново село и така натаму и така натаму. Ако Зоран Заев не рискираше, ќе влезеше во политичка криза уште во текот на мај и јуни оваа година. На крајот Зоран Заев рискираше, отиде на референдум и испадна најголем губитник на тој референдум. Ndërkohë, zoti Xhaferi, mendoni se kuvendi ka kapacitet që të marrë vendim mbi emrin apo megjithatë do të nevojitet referendum? Unë mendoj që parlamenti ka kapacitet të dur nëse ka vullnet politik të subjekteve që përbëjnë shumicën parlamentare, për faktin që përcaktim strategjik i shprehur si vullnet i qytetarëve që viteve 93-94, kur rezoluta e parë e parlamentit miratohet në drejtim të përcaktimit të institucioneve shtetërore për integrim euroatlantik, dhe në kontinuitet, duke pas parasysh faktin që në kontinuitet në shkallën mbi 75%, 80% e mbështetjes së qytetarëve për proceset integruese, mendoj që është motiv dhe mundësi e mjaftueshme që parlamenti në emër të qytetarëve, si bartës i sovranitetit të qytetarëve, i përcjellur në zgjedhje, me atë perceptim që kanë qytetarët, mendoj që kanë dhënë legjitimitet të plot parlamentit që në emër të qytetarëve të mund të vendosë edhe për këtë çështje. За да го покрие меѓународната заедница својот срам, ќе му даде ли на Зоран Заев можеби одврзани раце да направи една касапана, како што вие рековте, на тие наредни избори кои ќе дојдат, и на таков начин, со еден брутален фалсификат, кој во голема мера го видовме и на овој референдум, да успее да освои 81 пратеник. Нови референдум немаше касапана од утринските часови. Тоа се случи дури после 16-17 часот вечерта. 15-16-17 часот вечерта. Така до избори и не може да се дефинират без разлика ВМРО што вика дека е тешка касапана. ВМРО прави влез во следните парламентарни предвремени или председателски избори. Тоа е џокерот кој го вади. Тоа е џокерот кој го вади, веројатно се фатени во одредени средини кои што Саре, Кондово и така натаму и така натаму. Ако има предвремени избори, полнењето на кутиите ќе биде дозволено во 8 сат на Сабајле. Нема да се чека 13 или 14 или 15 часот. И како може ова да се спречи? Па видите, се ќе дадат на две варијанти. Едната варијанта е 2/3 во парламент и специјалните представници веројатно прво ќе се обидат да направат да има 2/3 во парламент, и затоа е ова веројатно пролонгирање. Јас очекував нели велам вторник, среда Зоран Заев да
најавеше, да ги најавеше те предвремени, да ги распишеше те предвремени избори и втората варијанта е да се оди на предвремени избори. Тие предвремени избори ќе Лебедова песма на Зоран Заев. Тоа подоцна влагаме во една политичка разврска, кај што ќе имаме серија на избори, председателски избори, па нови предвремени избори и доаѓање на ВМРО ДПМН на власт. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Певтов, почитувани гледачи. Вие вечера можете да ја проследите нашата политичка анализа на тоа што се случуваше изминатите 3 месеци и што ќе се случи околу политичка разврска во наредните 3 месеци. Јас ви најавам ново дружење за идната недела во истото ова време. До тогаш, пријатно вечер Македонија, каде да си.